почитуван колега Чаракчиев, околу буџетскиот совет. Ви рекоа, 3 правила се многу битни и остатокот не го коментираам. Сите 3 правила се прекршени. Значи, буџетот не е усогласен со претходната буџетска стратегија, за да биде усогласен се направи нова, која ќе важи од 24 до 28. Тоа значи, во иднина, секоја влада може да си носи нова стратегија и да биде усогласено. Тоа не е усогласено. Тоа е злоупотребено. Тоа е финта. Понатаму, дефицитот, ако добро прочитате законот, максимум 3%. Вашиот дефицит планиран на 3,4%, кој ќе биде многу поголем. Одстапува од законот. Го прекршувате законот. Понатаму, 60% јавниот долг да биде од БДП. Како и да ги вратите бројките? Колку и да го зимате БДП? Затоа што некојаш ви одговара и го зимате така и така, ќе ви биде од 62 до 63% од бруто домашниот производ, јавниот долг на крајот од 24. И таму промашувате. И што е доброто тука? На 3 позиции промашувате од 3. И сите останати бројки во законот за буџети ви се промашени. И за јавни предпријатија, и јавен долг, и така натаму, и така натаму, и така натаму. И лошото во тој закон е што нема одговорност. Току е донесен закон заради закон, за да знаеме некоја рамка, ние ќе критикуваме, никој не одговара. И тоа е лошото во законот за буџети. Понатаму, околу сивата економија, тоа што владата ќе си запише, тоа апсолутно ништо не значи. Светска банка ви кажува 35 до 40% вие сивата економија. Подобар параметар од Светска банка вие во државата не можете да најдете. Тоа ви се црни пари помеѓу криминалците од владата и криминалците од подземјето. И тие пари не завршуваат во буџетот. Тие пари не завршуваат кај граѓаните, тие пари се надвор од системот. 2 милиарди евра ќе биде подобар буџетот ако се овие пари во игра. Околу пензиите, многу интересна политика искажавте. Ја напаѓате политиката на ВМРО за зголемување линеарно на 5000 денара, а условно ја браните политиката, владата, кризни мерки да дава зголемување на пензиите. Што е различно? Што е разликата? Разликата е што вие можете да давате пари, а некој друг не може да дава пари. Тоа е разликата. Почитувам господин Чаракчиев, лицемерно од ваша страна. Значи, јавно се обврзуваме дека ќе зголемиме пензиите линеарно 5000 денара, за да се исправде неправдата која оваа влада им ја нанесе на пензионерите, затоа што го суспендиравте нивелирањето на пензиите и ја суспендиравте методологијата која сега ја најавувате како нешто научна фантастика да сте измислиле. Едноставна е приказната. Земавте пари од пензионерите. Срам и арам се вика у Радовиш. Вие тоа го знаете. Затоа таа неправда према пензионерите мора да биде исправена. Затоа што тие луѓе тоа го заслужуваат и пари ќе се најде. Пари има во сивата економија, пари има кај криминалците. Го спомнавте министерот за економија во говорот, не знам дали ме слушавте, и Зекири го спомна. Некој бил нарачател на таа студија и на тоа. Уште подобро, и владата ќе одговара. И владата ќе одговара, ќе се прошири и таа истрага. Тоа е тоа, и ќе дојдат тие пари во буџетот, ќе се виде трагот на парите. Криминална и криминогена влада, која мора да биде соборена на избори, за да одговарат нарачателите на овие злосторства. Затоа што се уништи Македонија, уништите се што можеше да биде просперитетно за граѓаните. Изгубени 7-8 години за граѓаните. Ништо друго. Благодарам. Ви благодарам.